По скандалозно исплатените плати од по 100 денари, 106 вработени во јавното предпријатие Солидарност од Виница, утре ќе ги добијат платите за месец мај. Ова е епилог од денешната средба помеѓу директорот на предпријатието, представник на синдикатот и управниот одбор. Договорено оваа моментална криза што е настаната во предпријатието поради финансиската неможност да се исплате во целост платата. Договорено е и тоа веќе утре ќе биде завршено со исплата на платата. Финансиски лошата состојба во Солидарност е лоша слика и за општината, која во случајов најави помош. Континуирано со разговор со јавното предпријатие, а финансиската инекција ќе биде различна зависно од периодот колку што има потреба од страна на јавното предпријатие, така ќе општината ќе исплаќа средства до предпријатието. Општина Виница дел од активностите кои што ги имаат изведувана како работни задачи ќе им излезе во сусрет, ќе ги исплати и нормално дека понатаму нема да доаѓа до ваква ситуација. Солидарност не треба да живее од ден за ден, па Трајков конечно најави поагилен однос при наплата за услугите од граѓаните и фирмите должници. Премање на платите или собирање на нашите пари или условно да си ги собереме побарувањето што ги имаме према правните и физичките лица, како и поголема поддршка и помош од општина Виница, која што е основач на јавното предпријатие, кој исто така соработуваме на секојдневна основа. Доколку Солидарност во намерата со другите и успее, останува да го реши проблемот и со неговиот најголем должник и основач општината Виница. Таа на своето предпријатие подолг период му должи околу 4 милиони денари. Солидарност во финансиски индекс за кратко отиде откако по судска одлука од сметката му беа повлечени околу 8 милиони денари по основа на тужби од вработени за неисплатено К15 и други побарувања.